Добар ден уште еднаш во емисијата Стадион. Денеска ќе имате можност околу 1 час интервју да слушнете за тоа како работат банките, што значи банкарството. Ќе имате можност да дознаете многу работи кои што не сте ги знаеле, ве интересирало да ги научите, да дознаете нешто повеќе, но не сте имале кого да прашате. Ние за сите овие теми разговаравме, ги прашувавме Емилија Спировска и Јованка Јолеска Поповска од Прокредит банка. Слушајте внимателно, многу работи ќе ви бидат корисни, како да управувате со вашите пари, како да изберете банка и дали се сите тие работи што се зборуваат јавно, вистините и околу каматите, и околу провизиите, зошто постои тој впечаток дека нема сиромав банкар, нема никој штрајкови во банките, сите тие прашања се поставени, дали ќе паѓаат каматите, зошто цените на становите постојано на недвижностите растат, сите тие прашања се поставени, слушнете ги, одговорите на Емилија Спировска и на Јованка Јолеска Поповска од Прокредит банка. Стадион, емисија за вашата вистина. Секојаш ме интересирало зошто луѓето одат во банкарство. Сум го имал одговорот и секојаш се потсетувам на тоа што татко ми велеше уште на времето кога бев в средна школа, учи да станеш банкар, да видиш господин дотеран, чист, до 2-3 сати после дома, ќе тераш и фамилија и семејство, секој биде во ред. Зошто вие, колку години сте во банкарството? Зошто во банкарството влеговте? Или семено, или некој од друштвото влиел, ви беше некој пример, или така требаше да биде и така се случи? Ако тргнеме од мене, во банкарството индиректно и директно веќе сум 30 години. Млада сум, 40 имам, ама... Значи, до 18 години сте работите. Да. Не. Како и да е, првата определба не беше банкарството за мене. Всушност, мојата прва работа беше екстерна ревизија. И тоа беше сосема спонтан оглас на кој апсолутно се јави, затоа што барав работа со завршен економски факултет. Екстерна ревизија, тоа е уште подосадно, или? Не, екстерна ревизија е интересна, во една од меѓународните ревизорски куќи работев. Ама е мачно, тоа треба се да пишува. Во крајот на 90-тите, негде до почетокот до основање на Прокредит банка. Меѓутоа, додека работев во екстерна ревизија, мојата специјалност беа банките. Значи, правев ревизија на банки. Така да во тој период... Тоа беше одскочна... Да. Значи, тие 5-6 години, практично, кажи речи, 70% од целите, од бројот на банките кои постоја во тој период ги видов, влегов во нив. И снимивте, значи знаевте многу за нив. Знаев, да. Меѓутоа, не почнав да работам во ниедно од постоечките банки. Сега, зошто решив да се вработам во Прокредит? Затоа што Прокредит беше тоаш стартап. Беше 2003-та. Јас од екстерна ревизија... Нешто ново. Нешто ново, точно. И бидејќи беше комплетно ново на пазарот, нешто што не е видено, малце и заради младоста и заради искуството. И заради платата, повисока беше платата. Не, сметав дека со нова банка може да влијам, да направам некои промени и да направам нешто од почеток како да личи. Така да тоа поинаку од тоа што го снимавте, што го гледавте во ревизија. Да. И без да знам детали, нели, малце беше и авантура за мене, меѓутоа почнав заради тоа и останав во банката, еве целата моја кариера до сега повеќе од 20 години. Банкарите ја го напуштаат банкарството или само кои ќе одат во политика или? Има ли, да не ми текнува примери такви? Во Македонија повеќе, ајде да речам, кога ако сте во банка и стасате до крај. До врвот, вообичаено не се случуваат големи промени да напуштите банкарство. Банкарството се напушта најверојатно во некој период на кариерата кога се уште се прашуваш дали е таа правата професија и правиот избор. Меѓутоа, кога ќе навлезеш доста подлабоко, бидејќи како одиш во кариерата нагоре во банкарството и станува поинтересно затоа што колку си повисоко, многу повеќе стратешки работи размислуваш, како да ја унапредиш институцијата да оди напред. И работата станува умствено покомплексна и позахтевна. Така да, ако сакаш интелектуален предизвик, е добра позиција за да остане. Има професори, Канада има интересен пример со новиот премиер, бил банкар, бил на Централната банка во Англија, во Велика Британија.
Добро, Сега предпоставувам е политиката е поголем предизвик за банкари. Спировска. Моја приказка, ја као студент бев на пракса во една од банки во Србија и тогаш се заљубив во банкарство. Што ме привлече, да, та педантност, точност, има тај елемент, ама и беше доста комплексна работа, пошто работев на сектор за документарно работење, што е можда покомплексен дел во банкарство. Архивирање, како? Не архивирање, него Документ. тоа е директно везано со трговија, значи Да. документација која прати меѓународна трговина и можност да се уопште случи меѓународна трговина. Тогаш во Србија се отвори прва инострана банка, Прокредит во Србија. Тоа е првата странска Првата банка странска и во тај момент кога јас се вработив, банкарски сектор во Србија беше во распад. Ово беше германска банка, нешто ново, комбинација симпатии од студентски денови кон банкарство, нова германска компанија, пак синоним за нешто што е понапредно, поточно, После дојдоа италијанците, французите, другите германци, австрици. После ние бевме први, Прокредит беше прва и аплицирав и бев во стартна постава. После 2 години слушнав дека ќе се отвори банка во Македонија, пошто се тоа некако подудари со мои приватни планови за преселба во Македонија. Ја побарав трансфер, добив трансфер и фактички од почеток на операција во Македонија сум во Прокредит. А идејата која беше? Банка или нешто друго? Инженер, доктор? Имав, не, ја економски завршив и некако во економија, банкарство во тоа време, значи збориме пред За помлади 30 денови години, зборувам, да. Банкарство беше синоним за нешто што е најдобро во економија, за нас, студенти од економија. Симпатија, кажав, од аспект на пракса, меѓутоа кога почнав да работам во Прокредит, јас стварно се онда заљубив. Тоа беше веќе сериозна љубов. Зошто не толку од самата работа на банкар, колку од начина кој можеш тоа да го работиш. Оно што мене ми се допадна во Прокредит, уште на почеток и ден денес, после 25 години е се уште исто, тоа чувство да можеш да правиш нешто што е малце поинакво во однос на некое традиционално, мејнстрим банкарство. Да имаш можност, да имаш луксус, да оставиш некоја трага, да направиш нешто што е ново, поинакво и што ќе донесе некоја додадена вредност. Ние сите сакаме, нели, да кога се гледа што си направил во живот, да знаеш да си правил нешто добро. Сега да кажеш дека не живеете само од провизии, наплаќате, дека и ризикувате. Ке зборуваме за тоа подосна, каква е сликата за банкарите денеска? Промената ли во однос на тие 20-30 години наназад, па и социјализмот, кога татко ми така го прецепираше банкарскиот свет. Колку банкарите имаат пари? Вие сте виделе многу пари и выполниле низ рака. Имаат ли банкарите? Тоа е проклетство, предизвик, може и мамка да биде. Па добро, ова е од аспект на дали се менува работа на банкари? Да, нормално. Технологија, развој на технологија има влијание и текако во банкарство и некако оно што се бара од аспект и на образование и понатака некоја надоградба е све више насочено кон дигитализација, кон развој на технологија од една страна и од друга страна и од аспект на менаџирање, управување со ризици станува позахтевна и покомплексна. Така да станува потешка, ајде. Бара повеќе да се инвестира во знаење, повеќе да се чита, повеќе да се едуцира човек кој сака, нели, да напредува во своја работа. Така да и дале она работа во банкарство е атрактивна сама по себе, некако има се уште тоа од минатото, та некоја аура на атрактивна работа, али е дефинитивно покомплексна, позахтевна и чини ми се помалце атрактивна меѓу млади сега него што беше пред 20-30 години. Ако некогаш беше сон да работиш во банка, сега тоа е окей. Работа. Заради платите, заради тешката работа, заради ризикот. Па не, други индустрии преземаа примат. IT е нешто што сега ги влече млади. Попаска, околу промените, околу имиджот на банкарите пред и сега. Па, предпоставам од аспект И на парите. од аспект на
Ајде, јас како сум ги гледала банкарите пред 20-30 години. При тоа, да, татко ми исто работел во банка, починате. Меѓутоа работел во една од локалните големи банки. Тоа што го спомена ти точно секој утро, нели, избричен, дотерен, со кравата, Пастрен, да. спастрен. Меѓутоа, ако тој ми бил, да речам, примерот за како изгледа банкар, дали било, за мене било најправилниот модел, дали биле сите такви, не знам, меѓутоа прецизен, точен, аналитичен, чесен и одговорен. Мислам дека овие карактеристики, дали тогаш или сега, ако сакаш да си одговорен професионалец, каде и да си, во банкарството особено, треба да се истите карактеристики. Така да, можеби комплексноста на работата се менува и се адаптира на промените генерално во светот, меѓутоа некои основни вредности би требало да бидат истите како што биле и пред 20 и пред 30 години, дури и повеќе изразени во ова време не време. И за двете банкерки, колкава сума најголема имате видено поминки како ревизори, како банкар? 5 милиони, 10 милиарда? Видете, ние нормално е дека во банката работи со пари. И дигитални, многу повеќе сега дигитални. Меѓутоа, парите ние ги гледаме како бизнис. Значи, не ги гледаме воопшто како пари, како обичен човек што би ги гледал. Ние гледаме и се радуваме колку повеќе растат прометите во банката, растат депозитите, растат кредитите, расте вкупната актива на банката. Тоа значи дека банката е успешна и се развива. Рачунајте дека за нас парите во банката се исто како лебот за пекарот или автомобилот за дилерот на автомобили. Така ги гледаме и тоа е најпрофесионалниот начин како треба да се гледат. Преминаме директни прашања за да може и граѓаните да добијат некоја информација, некој совет. Почнеме со тоа што е актуелно. Недвижнини. Цените се неверојатно пораснати во Скопје, например. Според последните информации во центарот, строгиот центар, има станови каде што квадрат чини над 3.500 евра. Не знам каде е границата, од друга страна пак има многу празни станови, пописот го покажа тоа, многу не вселени станови. Кој е одговорот од банкарите? Кој е објаснувањето? Зошто толку растат цените на становите? А еве, например, од друга страна, цените на кредитите стагнираат. Исто така и на деловниот простор. Кој за секоја роба, така и за станови. Тоа е прашање на побарувачка и понуда. Станови точно имат експлозија. Нема пари, ама прашуваат кој купува, граѓаните така, кој ги купуваат тие станови? Купуваат, граѓани купуваат. Зошто купуваат, тоа е друго прашање. Зошто купуваат? И спомнавте и попис. Мислим да беше цифра негде око 300.000 станови, да се станови кои не се живее. Значи се станови кои се купени или со идеја да се сутра рентат, или со идеја дајде тамо ставим своји пари. Не сакам да штедим, не сакам да чувам пари дома, ќе ги склоним во недвижноста за да им сачувам вредност. Ама финански консултанти ќе ви кажат не е баш тоа најпаметна идеја за вложување во поглед на растот на... Па тоа е тај зачаран круг, затоа што колку год се иде кон таа инвестиција, ајде да склоним пари во станови, тогаш е нереално, се диже цена на станови и може да се креира одреден, бабл на нереална. Тоа е еден аспект. Значи, зголемена побарувачка затоа што граѓаните гледат опција за некоја сигурност, за заштеда на вредност на парите. А од друга страна, факт е и да имавме инфлација и да се качени и трошоци. Сега оно што е интересно, трошоци во градежништво во период 22-3 се качи негде има пик 35 до 40%. Значи во период на инфлација. Материјали, работна рака. Работна рака, бетон, железо, за да тај индекс на пораст на цена на трошоци во 24-та биде на 25%. А ние имаме податоци некои да се за период до 4 години, од 21 до 24 цени во Скопје на станови по квадрат качени 65 до 80% во зависност од извор. Така да, та разлика изнад ови 25% е нешто што е под влијание на преголема побарувачка. Што ќе им советувате на граѓаните?
да вложат во стан, затоа што станот ќе го купат поевтино, ама после тоа ќе го продадат, а сакат друг да купат поголем, иста цена ќе треба да ја платат. Што ги советувате да штедат, да купуваат станови, да инвестираат во акции, обврзници, криптовалути, да се купуваат девизи и да се купува злато? Па, Веќе која начнавме оваа тема. да. Во што и да инвестираат, односно во што и да решат да штедат, е битно да се добро информирани. Точно овие прашања што ги покриваме. Ако ги вложам парите во акции, кои ми се добивките, ама кои може да ми се загубите. Ризици, да. Исто и со недвижноста. Дали ми е планирана да ми остане како наследство за идни генерации, па не е битно по која цена го купувам сега. Ако планирам да го рентам, тогаш компарацијата е од кирија, тој стан треба да се исплати во некои стандардни пазарни економии 15 на години. Ние сега ако направиме математика, ни за 50 години не можете преку рента да го... Да, со овие цени. Значи, тогаш не е правиот бизнес. Да си, со киријата ќе си ја плаќам ратата, така некако. Да. Така да, многу е битно, значи, што им е целта, дали е долгорочно штедење или е заради да заработат брзо пари, значи или е шпекулативно, тогаш може да инвестираат во акции, во криптовалути и така натаму. И третото, нели, по мене, каде и да решат, на крајот на криштата секој самостојно си решава за своите собствени средства, добро е да си се распрашат и да соберат соодветни информации. Идеално е, ако имаат на располагање некоја поголема сума на пари, да си направат и диверсификација. Дели да штедам во банка, дели да инвестирам можеби во акции доколку сакам побрза заработка, тоа би било идеално. Оно што јас би додала, нели, едно е секој индивидуа си носи одлука врз база на информации, Вие купувате станови, купувате акции, што Јас штедам Ние во банка. штедиме во банка, да. Сега, тоа е она друга битна перспектива. Значи, едно е моje лично, што су ми планови за еднина, а друго да гледаме малце и некој општествен аспект. Пари однесени во банка се мултиплицираат во економија. Пари склонети во злато, во некој трезор, немат позитивно влијание на економски движења. Во земја каква сме, во економија каква сме, мислим да е како битно да пари се чуват во банки за да може да се вратат во економија. Ама консултанти ќе ви кажат подобро во акции, тамо повеќе ќе остварите отколку што ќе добиете каматите. Многу се ниски каматите за штедење. Ризици постојат. Еве сега зборувавте, нели, берзите паѓаат, тоа е некој пат не можеме да влијаеме, да. Мисли, секогаш ризик и профит идат рака под рака. Ако некој сака да заработува врз база на своја штедња, повеќе треба да е спремен на поголем ризик преземање. Ако не сака да ризикува, а сепак сака да има некоја додадена вредност на своји пари и да при тоа помогне во економија, најдобро е во банка. Како се движи економијата последните години? Низ банкарска призма, структурата на вашето работење, што покажува од аспект на штедење, кредитирање, инвестиции, во кој обем се инвестира, во какви насоки, за што бараат пари бизнисмените, за кои бизниси или како порано за плати? Па, во последни неколку години отприлike исти си некои стапки на раст и на кредити кај компании, на кредити во домаќинство. Значи тука се негде измеѓу 8 до 10% годишни раст. Лани 24 има нешто повисока стапка на раст. Значи има некој, ајде да кажем, нагорен тренд на инвестирање. А ако збориме за компании, оно што беше некој двигател секако е повисока цена на енергенси. Оно што гледаме као нов тренд после неколку години е инвестирање во фотоволтаични централи, значи не само големи проекти, него и секоја компанија која има некој деловен простор ставља панели. Станат автономни енергетски. Да, точно така. Нормално традиционално замена на опрема, машински парк, возни парк, градежништво, значи нема некој, ајде да кажем, по инакви трендови. Кај домаќинства, стамбени кредити, зборовме сега за зголемена побарувачка и нешто што е традиционално задолжување на минусна, тековна, картички кредитни, доста е, ајде да кажем, константен, без некој, нови и поинакви трендови. Вчера бев на една конференција, панел, се зборуваше инженерите. Зборува и беше присутна госпоѓа од информатичкиот сектор и ми кажа дека во Македонија во моментот има околу 2000 IT компании кои што годишно прават обрт, турновер прават околу 1,5 милијарда
огромен процент од тој приход се извезува. Мислам, тоа се неверојатни бројки. Информатичарите, тие компании бараат кредит или не, они доволно ги Не. дадат пари. Не, тоа се доста ликвидни компании, бидејќи, кој што кажавте, најголем дел од нивната работа е извоз, е чист извоз. Всушност, тие работат за странски пазари, претежно американскиот пазар, европскиот И пазар. многу интересно беше, нема царини кај тие производи, нема камиони, нема ништо. Да, па извоз на ум, извоз на знаење и на уме. Меѓутоа, во главном тие фирми, барем некои од ние што сме ги виделе и што сме ги запознале, дефинитивно имаат солидни обрти, добра ликвидност и во главном може да се јават повеќе како штедачи во банките отколку како баратели на кредити. Ако збориме од аспект на банкари, IT компании, процват на IT компании во Македонија нас ни направија проблем затоа што видовме некои наши луѓе кои отидоа во IT Ви компании. земаат Банк. Се кадар. конкуренција за кадар. Али ако збориме на ниво на економија, во Македонија е добар тренд, затоа што да, не земат они кредити, меѓутоа земат посо и носат долари и евра во Македонија, вработуваат млади луѓе со високи плати, тие пари се трошат во Македонија, рентат деловен простор, некој купува деловен простор, значи ние имаме сепак приток на девизни приливи од странство. И тоа е добар тренд. Едукација на тие млади. Оно исто што го гледаме, што е интересно као тренд, значи тие компании, углавном се тоа интернационални компании кои ангажират наши луѓе, кои се уште и со добри плати поевтини него да ги земат од Германија или Франција. Меѓутоа и едно пренесување на корпоративна култура, на инвестирање пак во надоградба, јазици, значи све тоа има позитивно влијание и тоа е добар тренд што се случува во Македонија и може да има уште повеќе. Ај малку критика. Сигурно сте го слушнале тоа во јавноста. Сите сме запнале на маркетите, антикризни мерки, галопирањето на цените. Маркетите работат за минимални маржи, профитните маржи на банките се 100 пати поголеми од маржите на маркетите. Никој не смее да го спомене тоа, не смее да писнат новинарите, го купувате нивниот мир со реклами во медиумите. Значи, за банките и за нивните цени на услуги, трговците велат дека не е фер и дека јавноста неправедна целиот днев го истура на нив. Дали е потребно, да не е потребно замрзнување на цените на услугите на банките? Јас не би се сложила со констатацијата. Има и такви, мислам дека законски решенија, дали од левици и од СДСМ во парламентот, ама никој не го става на дневен ред, некој да се плашат од Видете, банките. Не би се сложила со тоа заради тоа што, нели, некои од работите дефинитивно се за подобра социјална грижа и за подобро општество, меѓутоа некои се и популистички работи, како и да е. Зошто не би ги ставила во исти кош цените на банкарските услови визави цените на продуктите што ги купуваме во маркетите? Пред се заради тоа што храната и продуктите што ги купуваме од маркетите се значителен дел од семејниот буџет. Колку е од семејниот буџет банкарската услуга месечно? 50-100 денари. Значи не е тек толкаво влијанието на... Сте слушнале, секој ќе ви рече, нема банка која е во загуба. И не треба да има банка во загуба. Банка во загуба значи утре Не, пропадната Боже. банка и лошо за економија. Така да, исто така, Или ајде нема банка која што не прави голем профит. да демистифицираме што е голем профит. Значи, зошто постојано се обрнува внимание на банките и големите профити? Затоа што банките ги објавуваат профитите. Вие ги гледате профитите. Транспарентно. Сега, меѓутоа, едно нешто кое што треба да се земе во предвид. Профитот спореден со капиталот. Тоа е таа економска мерка, економски индикатор кој што е релативно споредлив, а тоа е поврат на капитал. Значи, повратот на капитал во Македонија, во банкарскиот сектор се движи негде од 15 до 25%. Што мислите, другите индустрии не прават толкави профитни маржи, маркетите не прават толкави профитни заработки како поврат од капиталот. Значи, кај банките има два аспекта. Едно, банките мора да се профитабилни, заради тоа што рековме, профитабилна банка значи банка која може долгорочно да постои и е стабилна, и мора да е стабилна затоа што спротивно нестабилен банкарски сектор значи лошо за економијата. Уште по да го соголам тоа. Сте слушнале која беше баш таа тема интересна?
колку прават сите маркети профит, толку прави само една банка во држава. Да, ама колкав е капиталот на таа банка? Значи, затоа, ако се докажам, регулаторите, после големите кризи што се случија во Америка, особено во Европска Унија, регулаторите бараат големи капитали банките да држат, за да обезбедат сигурност и стабилност на А постојање. за да не се повтори тоа со Lehman Brothers, со... А што значи тоа? Значи, 2008. една голема банка, за да генерира голем профит, позади нејзе треба да има и голем капитал. Вообичаено, од профитите банките што ги заработуваат, 1/3 оди за дивиденди, 2/3 ги задржуваат во капитал. Што значи, таа капитализација на банките им овозможува они да понатаму да продолжат да растат и да го зголемуваат работењето. Да има представа и гледачи и слушателите. Колкав капитал најголемите банки, колку имате вие, стои за Само ние кои што сме капитализација, како се вика тоа? Да, ние што сме средна банка, значи 6-та по големина, ние имаме 100 милиони евра капитал. Значи тоа се сериозни средства. Некој и тоа е реален капитал, пари, суви пари. Во фирмите или во некој индустрија капитал се рачуна машината која може би амортизирана, објектот кој може би амортизиран. Кај банките нонстоп се додараваат суви пари во капитал. Така да тука е, да речам, разликата. И еден начин на гледање нешта е административни мерки, замрзнување на цени, нели контрола на некој либерални капитализам. Меѓутоа, оно што е најбитно е да има транспарентност. Ако вие имате регулатива која кажува да секоја банка мора да излиста сите своји провизии, ако сака да направи промена на провизија, мора 2 месеци однапред да ја најави, што дава доволно простор за некој кој работи со таа банка да ја смени, и имате исто однесување во било која друга индустрија. Иницијатива да сите маркети морат да ги изложат своји цени. Ја онда, ако имам доволно време, ќе видим, А, Б, С купувам тамо, Ф, Д, Е купувам вамо. У ова банка користам штедни влог, во ова банка ќе користим картичка, во она банка ќе примам плата. Не е административна мерка единствен начин за контрола на нерационални профити. Прашам конкретно. Транспарентност, колко те наплаќам и јасност во Има ли граници структура на кај тоа? Например, регулатор не има за цените на енергенците. Кај вас има ли од до, за да може или Не. пуштено е на пазарот? Не. Например, Пуштено е на проверка пазар. на сметка, толку. Има ли од до некоја Народна банка, некоја процедура, некој правилник? Пуштено е на пазар, меѓутоа нема административна мерка за лимитирање. Меѓутоа, ние, секоја банка треба да обезбеди соодветни процедури, методологии по кои формира своји цени. Мора да се објавуваат и мора да се споделуваат со Народна банка. Така да, иако не е административно регулирано, суштински, методолошки, формирање на цени и нивно објавување е регулирано. И тука доаѓаме до момент, ако сакаме стварно да бидеме рационални као потрошувачи, дал купувам стан, дал купувам леба или купувам картичка, треба да се информирам. И мислам да е многу клучно да се работи на едукација и од друга страна сите ние што нудиме било каков производ или услуга, да сме ние дисциплинирани во транспарентност на објавување на цени. Нема подобар механизам за регулација на цени од слободен пазар. Под предпоставка да е информација транспарентна и целосна. Стадион. Емисија за вашата вистина. Слушате канал 77, го слушате Стадион. Ја слушате емисијата Стадион. Го слушате интервјуто со Јованка Јолеска Поповска и Емилија Спировска од Прокредит банка. Има уште еден дел. Реков, слушате внимателно, ќе научите многу работи кои што ќе ви помогнат како подобро да управувате со вашите пари. Еви неколку наслови кои што мислам дека се интересни пред да продолжиме со интервјуто и да ве подсетам дека можете да се јавувате на 032 397 707 397 727 локал 104. Повторувам 032 397 707 397 727 локал 104, но тоа после интервјуто кое што ви го споменав. Трамп планира да ги зголеми царините за челик и алуминиум на 50%. Денеска се полага државна матура. Министерката Јаневска очекува пообјективни резултати во однос на минатите години. Што значи тоа пообјективни?
не значи подобри, пообјективни, значи дека изминатите години можеби се мамело, па сега пообјективните резултати можеби ќе покажат пониско, полошо знаење на оние кои што полагаат матура. Болката одново ќе се излие на Кочанските улици, родителите на загинатите и денеска на улиците на протести. Расте евроскептицизмот во земјите што се предмет на европските ултиматуми. Се разбира, тоа важи пред се за Македонија. Пензиите во Европа ке нас на оние, поготово што се тука некаде моја возраст, косата им се крева на глава кога ќе слушнат дека се планирани. Тоа како тема беше актуелно неколку пати изминатите години. Се планира да се зголеми границата за пензионирање од 64 сега за мажите на 67 во Данска. Почнувајќи од 2040 година, значи пензиите во Европа колку долго ќе мора да работиме. Во некои земји има веќе 67 години, мислам дека е во Италија. Во 2040 година во Данска данците значи ќе се пензионираат дури на 70 години. Тоа се неколку наслови кои што се интересни. Продолжуваме со интервјуто Јованка Јолеска Поповска и Емилија Спировска. Стадион. Емисија за вашата вистина. Минималната плата треба ли да биде 500, 600 евра, 1000 евра, колку треба да биде? Не сум слушнал никогаш како размислуваат банкарите. Па ево сега, ако кога се расправа во јавноста, а таа расправа е веќе година, две. Постојано е континуирана, е актуелна. Ако збориме од социјален аспект, секако да е добро, нели? Меѓутоа, не може социјална политика да оди без економска политика рака под рака. Зголемување на минимална плата секако е добродојдена, меѓутоа ако не е пратена со зголемена продуктивност, онда навеќе последниот некој економски циклус прави проблемот и може да сечете гранка на која седите. Имаме индустрии кои се радно интензивни, где во вкупна структура на трошоци најголем дел од трошоци на една компанија одат на плати на вработени. И сега замислите компанија која има некоја заработка 10%, и 70% од сите трошоци одат на плати, се зголеми и поеде профит и таа компанија понатака не може нити да расте, а прашање дали може и да опстане. Така да, доколку е пратено со зголемена продуктивност. Не сум слушнал колку е кај вас минималната, или вие не баратате со тој, не оперирате со тој термин минимална плата. Не сум слушнал да штрекуваат банкари до сега. Си задоволни се од платите? Најверојатно да. Нема такви појави, не сме виделе. Видете, во Македонија всушност повеќето од банките всушност сите банки се приватни ентитети. И секој се обидува да си најде работна сила. И ние, и банките, можеби не толку во иднина, меѓутоа исто банкарството е се уште трудоинтензивно. Значи вработува доста вработени. И во последниве неколку години и банките се соочуваат со она што го каже Емилија, нема толков интерес на млади да влегуваат и да почнуваат да работат во банка. Што значи, ние исто така ги адаптираме платите за да може да привлечеме работна сила и под услов на тоа што и ги обучуваме и ги учиме од почеток и така натаму. Така да пазарот на труд во Македонија е поприлично сменет во последните неколку години. Можам ли да кажам дека просекот на платите во банкарството е над просекот во државата од 43-44 колку е сега? Кај новинарите е многу лошо. 70% се под просекот. Па најверојатно, сигурно просекот го има во банкарството. Можда и на тоа. Не знам, не ги знам тие податоци. Меѓутоа, да. Просек сигурно е. Многу реакции има за провизиите. Постојано се качуваат нови давачки кај услугите во банкарството. Од одржување на сметки, уплати, проверка на сметка на банкомат 30 дена. Тоа мене не ми е јасно. Ај на шалтер имате вработен, треба да го платите, да ме натерате да отидам на банкомат. А банкоматот е машина, зашто и на проверка на сметка на банкомат се наплаќаат 30 дена? Тоа што го кажа Емилија претходно, значи цените си ги дефинираат банките самостојно. Доколку е јавно објавено, на крајот на краиштата,
ја прифаќаш таа цена и ја правиш таа услуга или не. Зошто банките ги воведуваат тие цени? Заради тоа што и банкоматот чини пари. Односно, за да банките го напуштат ова што бил претходно трудоинтензивен процес, значи многу вработени и шалтери, самата дигитализација подразбира да инвестираме доста во софтвери, во дигитализација и во машини кои не се ефтини. Значи и тие машини исто така не траат перманентно. Значи тие треба да се обновуваат, идат нови генерации, се амортизираат. Така да најверојатно некоја банка, ако е тоа некоја објава скорешна, си пресметала дека не и се исплати ако не наплаќа за користење на Еве чудни банкоматите. сметка имам јас во банка, за да извадам пари. Ај може да го разберам тоа, треба да се истфрли кешот од оптек. 100 денари да извадам, 200 денари ми наплаќа провизија. 100 денари исто така 200 денари, над 100 повеќе. За уплата на одредени услуги, например, нешто за во образованието, по 100, колку, 150 денари, сад ке треба од цело одделение, например, за некој давачки во училиште, да се соберат сите деца на едно место да ги уплатат, за да не плаќаат сите по 100 денари 30 деца. Тоа може ли поинако? Зошто се толку високи тие? Оно што е, мислим пак, мора се навратим, не може да генерализираме, нели, например, треба да се види секоја банка како формира цени. Меѓутоа, оно што се трендови, видливи, е да има намалување на цени за провизии и ево сега, рецимо, оно што е интересно е да Македонија влегува во СЕПА систем. Бар тие провизии што се везани за платен промет со странство и за физички лица и за компании ќе се намалат. За девизното работи. Да, за девизно. Пак ќе кажем, транспарентност и оврска на банки да објавуваат своји цени. Фала Богу и социјални мрежи и луѓе кои комуницират меѓусобно. Еден корективни механизам. Ако некоја цена е над пазар и нереално висока, пазар и комуникација е механизам која ќе ја коригира. Да не се договарате вие банките меѓу себе? Имате асоцијација, имате картелско здружување, како се вика. Асоцијација... Има комисија за заштита од конкуренцијата, треба да... Работа Тоа е нема, криминал. така и то не. Колку се писмени граѓаните финансиски? Потребни ли се одредени емисии, обуки, вие почесто да комуницирате, да излегувате во јавноста? Чи не само за граѓаните, и за бизнисмените? Па, никој пат не е доволно, нели, од аспект на дополнителна едукација. Од аспект на писменост, нели, може би е прегруп зборот да кажеме дека не се финансиски писмени, напротив, повеќе од аспект на доедуцирање или до разглобување на терминологиите, разбирање како да споредам ценовник на банка, може би и треба. Треба многу повеќе и треба во порани години, значи од кога се деца, уште во училиште да се зборуваат, за да децата се подготвени што е камата, што е... Не можам да се сетам, учевме нешто за банки? Се учат ли деца денеска во учебниците, пишува ли некаде нешто за банки? Моје дете сега е 600, до сега нема сретното. Ништо да... Цело време зборуваме за историја, за исто така битни работи. Тоа се практични работи кои треба да ги... Да. Што е камата, што е интерес. Точно. Не разбираат. Јас, на син ми му викам, имаш парички, джепарац од каматата од твојот депозит. Тој вика, што е тоа? Ја инвеститор сум во банка, што сум јас? Значи, нели, такви основни работи треба да бидат едуцирани. Другото, нешто кое што спомнавте во делот на бизнисите. Кај бизнисите, дефинитивно тие се финансиски писмени. Бизнисмените се финансиски писмени, бидејќи за да можеш да имаш своја компанија и да работиш и да обстоиш, мора да си финансиски писмен. Меѓутоа, она што ние го забележуваме годиниве наназад, бидејќи сме повеќе насочени кон мали и средни предпријатија, забележуваме една тенденција кај што има некоја стагнација на знаењето на како се управуваат фирмите, како се применуваат некои корпоративни практики што одат напред во светот. И мислам дека тука, во некои земји, во Западен Балкан, во соседните земји, дури државата, владите, субвенционираат одредени тренинзи за да ги унапредат знаењата на малите и средните предпријатија, бидејќи не секој мал предприемач има доволно средства да уплати негде обука, тренинг и така натаму. Така да и како треба таа дообука за да можат, нели, и да парираат ако одиме према надвор, извезуваме и така натаму, но дури и за поефикасно менаџирање на фирмите. Можете да се здружите коморите,
банкарската асоциација да направите нешто. Да, ние, Што и вие имате обучен центар, имате, може. Имаме, да, ние всушност правиме една бизнис академија и точно од тука ни тргна идејата, која е бесплатна и е достапна за мали и средни предпријатија, каде ангажираме ние тренери и интересни се впечатлоците, дури искусни собственици на бизнис викаат, да, точно ја го правам, ама не знам дека точно така треба да се структурира, така да се така да мислам дека таква дообука и така како е неопходна. Стадион. Емисија за вашата вистина. Вистина е дека многу кредити краткорочни потрошувачки завршуваат во казина, кладилници, на коцка. Па сме чуле доста такви приказки, сме прочитале доста приказки, најверојатно дел завршуваат. Со оглед на тоа што потрошувачките кредити, нели, не секој пат контролирано се даваат, односно се даваат слободно, парите на сметка и како ги користи корисникот е негово право. Меѓутоа, зошто е тоа така кај нас? Јас би ставила повеќе акцент на тоа од каде доаѓа да ги давам парите во гладилница и во казино. Од каде доаѓа тој, како се вика, искушението. Поривот. Доаѓа заради тоа што премногу е достапно, така, премногу е видливо, е на секој чекор. И кажував на Емилија, предизвестно... Вие согласувате со тие анализи и предлози да се дислоцираат, да бидат подалеку од училишта? Како не. Важи и за брзите кредити. Ај, кажете го тоа. Бев пред известно време во посета на Молдавија. Молдавија е држава која не е ништо побогата од Македонија. Главниот град е Кишињев. Нити е инфраструктурно поубав, нити е не знам што направено таму. Верувајте, се чувствував многу убаво кога бев таму. Зошто? И си мислев, што е тоа што е различно од Скопје? Прво беше супер чист градот, ако не беше најубави згради, и второ, ја нигде не видов ни кладилница, ни казино. Тоа значи нешто. Сега, нели, тоа се, предпоставам, големи притисоци на страната на владата, предпоставам тоа се и големи заработки. Големи обрати, да. Меѓутоа, од друга страна, ако зборуваме за здраво општество, мислам дека е нешто на кое што треба да се размислува посериозно. Дали ова важи и за брзите кредити? Што го рековте, да бидат дислоцирани, да не бидат толку лесно достапни. Не сте вие многу како банки срекни со брзите кредити. Ме чуди зашто не се прилагодите со слични брзи понуди или не инсистирате повеќе, а влијателни сте и во власта и во политиката, да се донесат законски решенија кои што ќе понудат подсврсти критериуми, подсврсти правила. Па знаете како брзи кредити, збор е везен само за брзина на издавање на кредити. Меѓутоа, оно што е многу поопасно е начин на кој се носат одлуки, односно одобруваат тие кредити. Банки од своја страна може да бидат брзи по услужување на своите кредити. Тоа се деривати, еве се пошегуваме. Вие давате кредит, не може да го вратам, одам и они ми дават за да го вратам вашиот кредит. Сега симплифицираме, ама тоа веќе е... Тоа веќе да, може да се случи као појава, меѓутоа не е системски, не е нешто што банки комерцијални го сакат. Знаете како, ви може да имате клиент кој работи со вас 5, 10, 15 години и после некој момент почне да се задолжува со брзи кредити, ви го губите као клиент. Тотално е наруша негова и платежна способност и све. Банки треба да бидат конкуренти од аспект на брзина на услуга. Меѓутоа, од аспект на критериуми и одговорност кон исплата на кредити, ние сме пред се регулирани со Народна банка, што институции за брзи кредити не се. И од второ, ние знаеме што правиме. Значи, лош пласман се враќа ко бумеранг утре на банка. Бизнес модел во кој вие наплачате превисоки каматни стапки за да покриете големи загуби од ненаплата е нешто што за нити општество економски, нити социјално е здраво. Унгарските кредити да ги опфатиме. Прифативте по интервенција на владата, да не кажем притисок, делно ризикот да го превземете по мали провизии. Каков е интересот? Бизнесмените велат дека е добро тоа што се зема кредит кој што ќе се инвестира во стопанството, меѓутоа со однос од 50-50 не им се допаѓа.
тие велат дека 70 до 80% требало да се даде во стопанството, во бизнисот, затоа што они ќе направат обрат, додадена вредност, а 20 или 30% најмногу да се даде на локалната самоуправа. Па, унгарските кредити